Waiting for the elevator. Everyone elevating with the elevator. А? На Кецо одевме, така? Elevator crazy today. Еве за сега што си зедовме за јадење. Овуши благо што немаме земено, затоа што искрено ни беше мака на ног за стоиме човек. И моравме да седнеме прво да го зедеме, па после да се вратиме за тоа затоа што е мачно. Некој чуден специјалитет. No. Omelets? Yes. Thank you. Thank you. Колку помери. Значи, јас прв пат пробам нешто вакво. Доаѓа, не прашува за чај, добро, и после вика млеко. Јас му викам, in the tea. И му вика да, и сега направивме чај со млеко. Дали го има некој од вас вакво нешто пробано? Јас прв пат ќе пробам, ајде да пробаме да видиме. Милк ми рече ве човек, во чајот. Убаво е. Шо е ова ве човек? Убаво ли е? Не пробав доволно за да знам. Чудно е, не знам. Мет ми треба човек. Не сакам да го пробам. Со мет ќе биде бомба. Треба мет што да наво да земам. Тргнавме за да одиме ваква паркот. Ни се случи мал лапсус со тоа што ги заборавивме картите дома, ама навреме ни текна пред да се качиме во возот. Така што сега сме спремни. Имаме буквално од возот низ овие тунелите треба да излеземе во молот и од молот да излеземе кај што треба да се качиме во автобусот. И тоа нас ни одзема повеќе од 15 минути одење. Значи од возот само право одиме онака скоро 10-15 минути. Ама имаме вакво што ни поможува малце да се забрзаме. Камерманот прави некои монтажи, некои фотомонтажи. Леговме во автобусот што ќе не носи до таму. Овој автобус што и во иднина ќе го користиме затоа што се плативме како да ни прави тури низ цел Дубај. И е ова работа. Во моментот не го користиме овој автобус за да се шетаме со него, да не застанува кај некои знаменитости. Моментално го користиме за да не однеси кај аквапаркот, а не за да гледаме нешто попат. Случајно ни се погоди да не носи таму и ни одговара. Значи тука кај што сме моментално, ќе одиме тука и ќе застанеме на овој дел на водата. Тоа кај што ќе одиме ние е ова. Конечно тука не можев да издржам одморов поттуж затоа што ако таму беше влажен воздух и жешко, тука не се издржваше. Јас не можев да го чекам. И имам ова камера со мене, така што со неја ќе снимаме наоколу и ќе се забавуваме. Сега дојдовме покрај водата, кај што гледаме дека никој потполно не се капи, така што ќе продолжиме направо до кај некој кули. И таму се ваljda тобоганите. Јас мислам дека право ги гледам. Многу е големо местото. Сепак откривме место кај што можеме да се капиме. Тука ќе се капиме. Ме интересира колку ќе биде топла, односно ладна водата. И потоа одиме негде да се пуштаме. Точно не ни е јасно каде. Јас немам да ви опишам колку е големо местото. Треба да се отепаш од одење за да стигнеш од една точка до друга точка. Водата е човек како во бара да влезеш. А шо овде демек може да има некои страшни работи? Да. Ме пржи ногата, ти онде малце се лупосав. Колку е убаво. О, пржи. О, колку е топло. Претопло е водата. Буквално како дома да си ја ставиш на 45 степени. Онака не е интересно, претопло е. Да, премногу е топло. Сега тешко мен. Јас не гледам што. Не гледай, Бору, не гледай! Oh my goodness.
О. О. Кај сум, не знам кај сум. О, relax mode, airplane mode, water mode. Hello. Let me see your nose. Како? Како да го изгасам? Како? Како да го изгасам? GoPro stop recording. Сега се возиме, не знаеме точно кај одиме, ама поќе не можем да овај со нозете. Се возиме сега со многу интересно околиче. Ова е човек најдоброто нешто. Да. Релакс. Може да носи нека што седиме ние, од прилика. Ајде гледај налево, кај сме? Овие се плави, нас не се бели. А ние наваму не се пушта. Да. Не носи. Сега дојдовме кај што седевме преје, кај што ни се остајани работите. Ова е детскиот дел, тука е најладна водата. Зато дојдовме тука. Иначе влегваш во вода и жешко ти е. Во секој момент треба да падне на нас. Ама што ладно беше. Да, мислев нема да падне над нас, оди прво почна напред да течи. И ко не плесно не отепа. Моментално се тоа што го гледаме, ќе го гледаме од внатре низ тобоган. Има угорлица и после удолница. ಯಾರವರ್ಧನೆ ಫೋನ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲೇನೆ Гледаме горе. Сега по полека слегваме. Аха, окей. Колата не се избира на газите. Тргнуваме. Опа! Конечно стигнавме да јадиме пред да бегаме. Мислам дека зедовме многу добро јадење. Така што јадиме, ќе пиеме, треба и слики да се земиме, затоа што имавме како слики што ги прават низ целиот парк. Сега си го земавме ова за јадење и беше платено во картата и изгледа многу убаво. Има некои мефца работи и сосови што личат многу убаво. И Бобан исто така нешто сочно си порача. Малку ми го згреши ова. Чекаме на поправка. Заради нивната грешка сега имаме пофрити, салати, пире. Не знам како ќе изедиме се ова. Упси. Моментално сме во комбе со непознат човек и ни дава вода и се ладиме, не прашвајте како. Продава сладолед и сега ќе сладолед да ни донесе. Да, само дур чекаме надвор да не седиме на жешкото, ти е прежешко и се потиш, не се седи моментално надвор. Човекот случајно го најдовме и во тоа што го носел сладоледот е многу ладно и ние седевме до него се ладевме и вика дојдете внатре, демек
ладно и ќе седиме дур чекате неколку минути. И сега седиме внатре, се ладим и рече ќе ни донесе семпл од сладолед. Here actually not allowed parking. Аха, окей, thank you. You should go... You should Yeah. go? No, just security said just round one time. окей. So for you no problem. We have 5 minutes here. Yeah, just I will round it. Okay. Issue a triple chocolate. This from Moldova, Mm-hmm. near the Russia-Italy border, like that. Romania, near Yeah, Romania. yeah, Yeah. It's a small country just like Macedonia. This is all 5-star hotel. That's why there is so many security reasons. Mm-hmm. It's a big place. Yeah. Here is our friend. Thank you very much. Bye. Thank you. You are the best. Bye. Се возевме долго време и конечно слевовме тука. Автобусот пак не слезе кај Дубај Мол. Може ќе направиме едно крупче тука и фаќаме метро и се враќаме после назад. Конечно дома. И не излегваме до утре. Тоа звучеше како да нема да излеземе на недела. Тата сакам да го речам, а после ме... Ајде. Се прибравме ние дома. Тука завршва 5-тата епизода. Бапнете лайк, да пробаме да собериме шо појќе лајкои. Пишете коментар, стиснете subscribe и уклучете го звончето. Со звончето секогаш ќе ви стигат известувања. Гледам дека многу од вас веќе го имат стиснато, така што тие што го немате, уклучете го звончето и се гледаме во наредната епизода. Чао!